Почитувани гледачи, добро вечер и добродојдовте во Отворено, новата дебатна емисија која се разликува од сите останати дебатни емисии во македонскиот медиумски простор, по тоа што овде граѓаните ги поставуваат прашањата. Почитуван граѓански форум, добро вечер и до вас. Ова се луѓето кои вечерва ќе ги постават прашањата од областа на човековите права и затоа во студиото ги имаме експертите за човекови права во Република Македонија, луѓето кои човековите права и нивното исполнување ги одбрале како свој професионален повик господинот Иџет Мемети, народниот правобранител на Република Македонија, Маргарита Цаца Николовска, меѓународен судија во Уставниот суд на Босна и Херцеговина и претседател на Институтот за човекови права, невладината организација, покрај тоа 10 години судија во Европскиот суд за човекови права во Страсбур, господинот Душко Миновски, претседател на Комисијата за заштита од дискриминација и госпоѓата Уранија Пировска, извршен директор на Хелсиншкиот комитет на Република Македонија. Добро дојдовте и ви благодарам што сте тука. Со емисијата Отворено ќе се обидеме да направиме една нова платформа на диалог меѓу граѓаните, експертите и политичарите, да се зборува отворено за сите прашања во ова општество, што се разбира ќе биде во интерес на подобрување на состојбите. Одиме веднаш со првото прашање од нашите граѓани. Првото прашање го поставува Светлана Силјановска од Тетово. Светлана, повелете. Поздрав до експертите. Евидентно е дека нашата држава во моментов поминува низ многу тешки времиња, преку политичката криза или континуираната емиграција. Но на што мене како правник многу ме загрижува е недовербата на граѓаните во правосудниот систем. Прашањето до сите панелисти кое што го имам е поврзано со големите судски случаи, пучи и прислушкувања, односно дали и во која мера тие ги прекршуваат човековите права на нашите граѓани. Господин Коловска, повелете. Благодарам. Дозволете прво да ја поздравам оваа нова емисија, да поздравам што во публиката има многу млад свет на кој што останува оваа држава и се надевам дека тие ќе успеат голем дел од проблемите кои што се во моментот предмет на сериозноста во нашата држава ќе дадат тие свој допринос. По однос на прашањето дали има прекршувања, можам да кажам слободно дека има многу прекршувања. Не се врзувам само за овие два случаја за кои што вие ги спомнавте. Тоа е нешто што има голем диапазон. Ние секој ден слушаме некои бомби. Во секој од тие бомби има одредени ситуации кои што апсолутно бараат разрешување на истите од еден судски систем во кој што граѓаните имаат доверба и она нешто кое што треба да го направат и судовите и да речам другите органи кои што се врзани за постапувањето во овој дел, мора најсериозно да се ангажираат и мора да покажат она што значи утврдување на одредена состојба, меѓутоа она што е уште поважно е одговорноста која што или ќе биде во рамките на кривично-правната материја или ќе биде во рамките на граѓанско-правната, управно-правната, во секој случај последиците мора да ги сносат оние луѓе кои што ја направија државата да биде во ваква состојба. Меѓутоа во прашањето имаше еден елемент недовербата на граѓаните кон правосудните тела. Велите дека се разбира судскиот процес треба да биде финалето. Како да се врати довербата? Враќање на довербата е многу сложен и многу тежок, да речам, процес, особено кога ние имаме многу оценки каде што таа доверба на некој начин била предмет на оценување и состојбата во правосудството, генерално зборувам, е оценета како незадоволителна. Ние имаме состојби каде што е утврдена селективно делење на правда, ние имаме состојби каде што независноста на судството, независноста на голем дел од органите кои што се дел од тие процеси е доведена во прашање и на вистина е многу тешко и многу неблагодарно од страна на некој
наблюдувач да каже како ќе биде и што ќе биде понатаму, меѓутоа едно е сигурно дека во колку овие процеси продолжат пред сите национални органи, повторно ќе кажам, почнувајќи од обвинителство, судство, адвокати, па и други државни органи кои што ќе бидат инволвирани во расветлување на овој случај, мора сега да ја докажат својата независност и она што значи верба во институциите. Покрај транспарентниот процес, тука има една обврска на примена на националните закони, меѓутоа во исто време примена на меѓународните стандарди, кои што не само што се прифатени од страна на Македонија, меѓутоа тоа се стандарди кои што секоја држава мора да овозможи да бидат почитувани, тоа не само преку органите кои што ќе постапуваат, туку и преку нивна директна примена во дадената ситуација. Европската конвенција за човекови права, преку примена незина од страна на Европскиот суд за човекови права, во многу голем дел може да помогне во разрешување на оваа состојба. Незината примена така како што треба да биде, а тоа е следење на праксата на Европскиот суд, многу ќе помогне на било кој од органите и поединците кои што ќе постапуваат во овие процеси. На кои се нивоа се значи прекршени човековите права, доколку го сублимираме? Најнапред да кажам дека ми е многу драго што беше поставено ова прашање, заради тоа што Хелсиншкиот комитет, слушајќи ги бомбите и сето она што беше содржина на тие бомби, дојде до констатација дека токму нашите заклучоци за одредени состојби, значи зборувам генерално не само за судството, туку и за презумцијата на невиност и селективноста на правдата, се потврдија токму со информациите добиени од овие бомби. Меѓутоа, јас ќе бидам уште поконкретна и нема воопштено да зборувам. За мене нема дилема дека таквите разговори се автентични, но уште еден доказ за тоа е дека преку тие разговори ние дојдовме до информации за случаи кои што ние сме ги воделе. И се покажа дека токму тие разговори го потврдуваат тие нештото што ние сме го констатирале во нашето постапување по тие случаи. Значи, зборувам конкретно за случајот на Љубе Бошковски, случајот кампања, понатаму за случајот на Јане Ѓоргиевски, кој што беше брутално истепан од страна на припадници на полициската единица Алфи за време на локалните избори во Охрид. Понатаму зборувам за напорите на владачките структури да ја разнебитат партијата на Љубе Бошковски, Обединети за Македонија, и на крајот секако информациите кои што ги добивме за тоа дека Министерството за внатрешни работи, конкретно министерката Јанкуловска, вечерта после убиството на Мартин Нешковски, била веднаш известена за тоа, но било поважно за неа да ги следи телевизиските програми за да слуша како одат изборите. Значи, тие констатации кои што ги имаше Хелсиншкиот комитет понатаму за тоа дека не постои одделеност на државата од партијата се потврдија. Со тоа што тие разговори потврдија дека штабот на ВМРО ДПМНЕ беше во Министерството за транспорт и врски. Сите оние значи наводи во тие разговори за коруптивни елементи, за агитација, за договарање за исклучување на лифтови, за подкупување на поднаводници циганите и влечење на циганите за уши на улица, се наводи кои што до Хелсиншкиот комитет беа доставувани од страна на граѓани за време на сите изборни процеси. Господине Миновски, Пировска вели дека е убедена дека се автентични разговорите кои што ги емитува опозицијата овие денови. Значи, ќе го фатиме, се надавам, и одговорот на поставеното прашање на кои се нивоа се прекршуваат човековите права. Таа вели дека Хелсиншкиот комитет претходно зборува за одредени ситуации, меѓутоа да одиме и еден чекор понатаму, воопшто граѓанските права дали гледате прекршување?
со целата Добро, ние сме ситуација? се уште крепка демократска држава, да кажеме. Се уште се актуелни овие процеси кај нас и така натаму. Не за джабе постојат сите тие силни организации, странски мисии и така натаму. Се во контекст не би сакал да релативизирам некаква ситуација и така натаму, и тоа додека не се докаже дали има монтажа или не се монтирани и така натаму, може да збориме за една друга димензија, а тоа е од аспект на дискриминацијата, значи вознемирувањето. Член 7 од Закон за заштита и спречување на дискриминација упатува на тоа, значи тие разговори на крајот кршата вознемируваат огромен дел од популацијата. Дали треба да се кажат, во кој момент да се кажат, дали треба на таков начин сето тоа да се презентира, значи димензијата на гледањето на нештата е различна. Сите ние различно и овде када на крајот кршата ако тргнеме од јас малце од социјален аспект, што ми е факт да кажам, нашето семејство што е микроклетката, па доживува сериозна трансформација. Имате таму состојби на дисфункционалност во голем дел од семејната заедница, затоа што имате детски права, имате право на жената, право на возрастите, верувам дека сега наскоро ќе имаме право на мажите, така натаму, значи секој некако е таа микросредина упатени едни на други, на комуникација, на интеракција, на поддршка и така натаму, па има проблеми. Така да и во една поширока заедница која што е државата има вообичаени проблеми, меѓутоа Вообичаени проблеми? Па вообичаени транзитни проблеми во тој контекст зборам. Значи, од аспект на дискриминација реков може да се дискутира за вознемирување на сите. И од одна страна, ако е тоа веродостојно, ако се утврди дека е веродостојно и нели се докаже, а од друга страна сите оние што го говорат или ги манипулираат можеби останатите граѓани и така натаму со вознемирувачки содржини. Имаме простор понатаму, се надевам по-конкретно да ги расчистиме овие теми. Господине Мемети, вие отворивте веќе постапка, побаравте одговори од институциите во врска со прислушувањето, веројатно во обид да се направи една појасна слика, да се дојде до одредени одговори што е во интерес на граѓаните, а што е и ваша функција. Добивте ли некаков одговор? На почеток го слушнав прашањето на граѓанинот. На Светлана. На Светлана. Додека зборува панелистите, мислев каков одговор да дадам. Институцијата Народен правобранител поднос на ова општо прашање има толку многу да каже, што не сте свесни. Кажете нешто. Ќе се обидам многу кратко. Затоа што прашањето беше дали има прекршување на човекови права во последниот период во Република Вие рековте Македонија. секој човек со здрав разум Посебно ќе забележи масово со последните случувања и беше поставен акцент на тоа дали граѓаните, каква перцепција имат граѓаните на столбот, на гарантот на општеството, на судството. Видете, секако дека има прекршувања, општо, тоа што го кажа и Цаца. Не е ништо ново ако се каже дека секогаш кога и во општествата има кризи, секакви, и економски, па и вакви политички, се почести се прекршувањата на човекови права. Уште пострашно е дека во вакви кризи слабеат институциите за заштита. Туку ја вклучувам и институцијата Народен правобранител. Друго мене ме загрижува. Ако се враќам во извештајот кој минатата недела го објавив и гледам колку малку знаат граѓаните по однос на состојбите, почитувани присутни, вие не сте свесни колку податоци има во тој извештај. По однос на сите области кои сите граѓани ги засегаваат. И по однос на судство, и по однос на администрација, и по однос на дискриминација и така натаму, и така натаму. И сега, не сакам да ме прекинувате, ќе завршам за една минута, ве молам. Затоа што чувствувам потреба и од позиција на институција да го кажам ова. Потребно е на граѓаните. И во другите општества имале вакви проблеми. Масовно прекршување. Јас реков дека на почеток дека ова застрашувачко е ова што се случи во Република Македонија. Јас добивам наместо да се охрабрат, добивам впечаток дека полека ја губиме свеста. Не сме свесни во каква криза е нашето општество. И само ако ги отворите порталите и медиумите, ќе видите до кај оди тој говор на омраза. Се враќам уште еднаш во извештајот и во конкретно во вашето прашање. Факт е дека граѓаните во институцијата Народен правобранител носаат информации дека
вербата во судството дека пред една година беше дека имаат перцепција дека се селективни, дека остават впечаток и органите на прогонот и тие што одлучуваат дека навиваат за некоја страна, ова година е уште пострашно. Значи се продлабочува кризата. Ова година имаме таква перцепција. Доаѓа граѓани и вика дека судството, судиите кои одлучуваат се неспособни. Нестручни се. Се согласувате ли вие со тоа? Таа е перцепција на граѓаните. Не е битно дали омбудсманот се согласува. Дали сметате дека Обврска е на омбудсманот тоа јавно да го каже. Дека имаме сериозен проблем во системот. И се враќам уште поназад. Јас го кажав и на една дебата на друго место и овде ќе го кажам. Видите како се развиваат настаните во Република Македонија. Затоа викам дека ја губиме свеста. Додека едниот вика вака. И сега имавме ние малце поинакви мислења. Едниот зборува гледајте како на каков криминален начин владеат. Другиот вика видете како тој дознал како јас владеам. И тоа е многу битно. Не. Битно е тоа што реално и се случува на Република Македонија. Господине Мети, само одговорете ми дали добивте некаков одговор. Да, ќе тука завршувам, можеби ќе имам само да завршам. Видете, јас отворив постапка како институција по однос на масовното прислушкување. Затоа што нема потреба да се бара согласност и може институцијата, затоа што се работи за поголема група, поголеми повреди на правата, отворив постапка и се обратив до сите 5 релевантни институции кои може да имаат информации. Поставени се неколку прашања и тоа многу сериозно се поставени. Досега е добиен одговор само од една институција, а тоа е Агенцијата за електронски комуникации, која одговара вака. Почитуван правобранител, периодот за кој вие прашувате, од 2011 до 2014, за кој ние сме биле должни да вршиме контрола, надзор, мониторинг, како сакате кажете го, согласно законот за електронски комуникации над овие операторите, не сме извршиле ниту една контрола. Ама таа контрола не сме ја завршиле од причина што никој не барал од нас. Тоа е. Так. Господјата Маргарита и господјата Уранија. Јас ќе одговорам на прашањето дали требаше овие работи да се кажат, ова Душко што го спомна, во врска со самото прислушкување. Ситуацијата во државата е таква да, еве, и Уранија потенцираше дека многу работи она што во суштина меѓу народот се зборува, сега доби потврда преку овие бомби кои што ги слушнавме сите. Мислам дека е крајно време веќе да се расправа околу тоа што се случувало во државата. Мора да почне тоа прашање да се отвара и доволно беше кажување во оваа група или во онаа група на граѓани. Младиот свет, сите граѓани, меѓутоа они највеќе заслужуваат да знаат што се случува. Толку голем број да ја напушта државата, никој да не се праша зошто е тоа така од една страна, а од друга страна да ги имаме овие ситуации за кои што секој дневно слушаме, мислам дека мора ова прашање да се расправа и затоа велам дека мораше овие работи да почнат, да се презентираат и да се искажуваат. Да не зборувам за одговорноста дека ако некој знаел за овие работи, па не ги кажал. И тука има кривични одговорности, и тука има повреда на одредени човекови права, а да не зборувам за обврската на опозицијата, која што мора, во колку има некои сознанија, да ги презентира. Во ситуацијата, после 24 декември, очигледно дека опозицијата како може начин да презентира тоа што е, го одбрал овој начин. Кај прислушкувањето две работи. Самото прислушкување и содржината. Сега е веќе дојдено време да почне содржината да се третира и да се разгледува. И уште едно нешто, државата не е само во политичка криза. Државата е во институционална криза, што е уште пострашно. Повелете. За двајцата, значи, само да расчистиме.
не станува збор за кревка демократија и не станува збор за тоа дека се случувало, се случува и ќе се случува тоа. Да се разбереме, ова што се случува во Македонија е преседан. Проверете на Google, па ќе видите дека никаде во светот не се случило такво масовно прислушување какво што сега се случува во Република Македонија. Втора работа, не може да стане збор за тоа да се поврати довербата на граѓаните во независноста на судството. Пазете, вие имате разговор на председателот на Врховен суд, му се јавува министар. Па во секоја цивилизирана држава тоа е скандал. Скандал. Да не зборувам за тоа дека Уставниот суд, кој Уставен суд? Од која ги избраа новите членови на тој Уставен суд и не се донесе ниту една одлука која што би кореспондирала со она што значи правда. Со она што значи објективно и непристрасно постапување. За какво вознемирување вие зборувате? Јас само ме интересира само вашето мислење, само една секунда ве молам. Овој обид на правобранител, дали сметате дека може да има некаков ефект? Значи јас да ги мислам дека народниот правобранител може и да бара и да изврши увид. Директно да оди и да изврши увид во цело оној материјал кој што го поседува Министерството за внатрешни работи, а се материјали од следење на граѓани. Многу добро може да се види на лице место со увид. Тоа прислушкување, дали било примерка, дали е даден налог, дали е дадена дозвола, зашто служеле тие снимки. Инаку, ние до крајот на животот ќе се сомневаме како ќе се лиферуваат тие снимки понатаму. Мислам дека им должам на присутните и на гледачите. Имавте една провокација од господина Тапировска, значи веле дека можете да одите. Па токму поради тоа затоа што не успев да се искажам до крај. Отидов кај загриженоста во општеството дека наместо да се разреши проблемот се продлабочува и кризата во институциите се продлабочува. Кога спомнав дека имало и во други општества. Имало, меѓутоа, како, не успеав ова да го кажам, пошто не ми дозволивте, како тие успеале да го расчистат или да го завршат, или да го расчистат случајот. Многу елегантно и многу брзо. Јас ни на мојата прво излегување во јавноста кажав дека ова бара многу брзо и итна истрага. Кај нас, тука ги направив тие паралели, додека во другите општества каде што имало слични, секако во помал обем, најпрвен имало политичка одговорност и морална, после правна разврска и крај. Овој крај јас не го гледам во Република Македонија. Тоа е мојата загриженост, а не дека имало во други општества, ќе ги има кај нас. Никој не ги оправдува. Друго сакам да ви информирам, само ако. Изгледа како да не очекувате некаков ефект од ова што го почнувате, бидејќи јас не зборувам, не ме сваќате добро, затоа што јас не зборувам за истрагата која ја води народниот правобранител. Ние знаеме што е народен правобранител, сите, и сме свесни. И знаеме што присилен инструментариум има зад неговата. Кога имаш општество во која една собраниска комисија не сме да влезе. Јас јавно сум го кажал и го кажувам дека тоа УБК по однос на овие работи од надвор секаква контрола, никој не може да го контролира. Не може собранието да го контролира, не може посебната комисија да го контролира, затоа што добива информација. Јас пред да одам на една емисија и тоа го кажав. Добивам известување од УБК по однос на некој предмет, не за прислушкувањето, за друг предмет. И во писмото стои уште еднаш да не ни се обратите. Не функционираат институциите и некој ќе каже од позиција на институција кажува дека институциите требали повеќе од тоа што го гледаме да се случи. Така да јас се разликувам во следното, јас се разликувам од Цаца затоа што таа смета дека исклучиво во рамките на нашите институции кои се Не, Цаца уопште не смета така. Јас мислам дека нашите институции не дека немаат професионални добри кадри. Туку толку ендекот, толку се подкопани во позиции и внатре во институциите. Вие не знаете каква е исполитизирана јавната администрација. Вие немате преглед на тоа.
Затоа на почеток ви реков какви информации доаѓаат до институцијата Народен правобранител. И од таа позиција ќе видите и ќе прашате дали може нешто да се ба. Тоа може и Душко да го потврди. Во која по однос на вработувањата, по однос на начинот на поступување. Да, меѓутоа Народниот правобранител е надежта нели на граѓаните да се обратат некаде да се иницира некаква постапка. Вие велите дека не ви одговара. Во сите извештаи ви стои дека истите органи не ви одговараат како што вие сметате дека треба, односно даваат непотврдени одговори и ја намалувате. Лидија, не е проблем по однос на поединечните представки. Од 1200 констатирани повреди, во 1000 органите постапиле по интервенциите на Народниот правобранител. Значи, граѓанинот успел да дојде до правото. Друго е кога се работи за општите појави, како што е ова и другите, каков систем имаме, како да се подобрат системите, земи го здравство, земи го социјала, земи јавната администрација, затворите и така натаму. Таквите препораки на омбудсманот никој не ги слуша, затоа што имаш такав ментален склоп во Република Македонија, кој мисли или само јас знам, или само тоа што јас ќе го кажам, или потопчима. Тоа е проблемот. Инаку јас ве уверувам дека институцијата Народен правобранител ќе ги преземе сите мерки по однос на оваа постапка и вака од време на време јавно ќе бидат информирани граѓаните, затоа што добив паси од... Се извинувам, бидејќи имаме да оставиме простор за повеќе прашања. Дали имате некој коментар на ова што го слушнавте во поднос на прашање? Ништо, само сакав да се запрашам дали Народниот правобранител воопшто има механизам да си ја врши својата секојдневна работа. Секако дека имам механизам. Имам механизам за да ја завршам мојата работа. Ако добивам јас представка или ово што го отворив, 4 мерки можам да преземам, 4 работи. Јас жалам што морам да објаснам и вака јавно кои се моите можности. Прво да барам информација и да барам докази. Тоа сум го направил. Второ е, зависно од тоа колку ќе добивам, како ќе добивам, да вршам увид. Трето е да повикувам во институцијата. И четврто е и така натаму, без разлика за кого се работи. Сега, прашање, што ако не одговараат на овие работи на Народниот правобранител? Тој треба да го извести повисокиот орган. Кој е тој? Владата во конкретниот случај. Или министерот за внатрешни работи. Или владата. Што ако и владата не реагира? Сум имал и такви случаи. Народниот правобранител може да го информира со посебен извештај собранието. Седат или во фиока собранието ги држи посебните извештаи на Народниот правобранител и последно јавната критика. Ова што денеска пред вас го кажувам. Тој е омбудсман секаде на свет. Ферди Исмаили го поставува следното прашање. Јас сум Ферди Исмаили, извршен директор на Асоцијацијата за демократски развој на ромите Сонце од Тетово. Ромите повторно се жртва и е нарушен дигнитетот во Република Македонија во однос на актуелната политичка криза. И повторно ромите селективно се враќаат од границите на Република Македонија, живеат како во кафес, така наречено. Вие како така наречени независни институции, сакам да прашам, кој е вашиот став, што вие до сега све превзели или планирате да превземете во иднина? Благодарам. Однос на ромите, ако може многу кратко. Денеска, односно вчера, Уставниот суд на Република Македонија прогласи дека нема повреда во оној процес за кој што вие зборувате и моите сознанија се дека сега предметот ќе оди пред Европскиот суд за човекови права. Она што сакав претходно да го кажам е токму тоа. Во колку се нема верба во националниот правосуден систем, мониторингот го врши Европскиот суд за човекови права. Што се однесува до правобранителот во неколку предмети, не само за Македонија, е кажано дека тој не е ефективен правен лек кој што може да ги разреши ситуациите. Значи, ова што рече правобранителот, јавната критика е многу битна. Таја може само да помогне во Страсбург во разгледување и во гледање на она што е ситуацијата во државата. Има грчки предмет каде што е кажано дека државните органи, односно судови, не може од нив да се очекува дека ќе донесат поинаква одлука во еден одреден случај. Во една таква ситуација Европскиот суд дозволил, без да се исцрпат домашните правни средства, директно да се оди и Страсбург да одлучува. Значи, можности многу има, прашање е кој како ќе ги користи тие можности. Прашањето, се извинувам, господинот Миновски.
Па добро, како комисија дефинитивно сме и повикани во овој контекст да проговориме. Можеме да гледаме, значи, затоа викам малци и од другата страна на нештата. Значи, ако безвизиот режим е придобивка за Република Македонија за сите граѓани во Република Македонија, вклучувајќи македонци, албанци, роми, власти и така натаму турци, значи, тој е генералниот контекст. Најнаш имаме ситуација каде што некој, не сите, тама работа, за жал, си поигрува се уште со граѓаните роми, кои што, нели, знаеме дека во поголемиот дел имаме пониско социокултурно ниво и така натаму, дека се доста сугестибилни, може да се манипулира и така натаму, и се доведе во контекст губењето на тој безвизен режим. Меѓутоа, евидентно е дека во некои индивидуални случаеви, значи не по секоја цена и секогаш, значи имаме и манипулација, меѓутоа имаме ситуација на прекршување можеби баш од некој си непрофесионален полицаец, го наречам и така натаму, не сите. И ќе ви се случи да дојдете и наместо да влезете во автобусот и нели да извршите рутинска контрола, што е задача, ние мора да штитиме државата. Имате трговија со луѓе, со оружје, со дрога, со 300 чуда. Државата има друг што ја штити. Јас зборам од аспект и на МВР дека треба да се преземе. Меѓутоа, ако рече само црните со црна кожа да се симнат, значи евидентно е дека упатува на класична дискриминација. И тука мора да реагираме. Значи не може да само на тоа се случува, господине. Тоа се случи. Ама сега Дај дозволете една минута. Сум водел предмети по однос. Јас навистина жалам што по втор пат ја слушам ова теза на председател на Државна комисија за спречување или превенција и заштита од дискриминација. Зошто го кажувам ова? Од причина што додека 2013 година во мојот извештај по однос на ваквите постапки стоеше дека се исклучуваат ромите и србите во граничен премин. Тоа е една работа. И втора работа дека правната регулатива по однос на одлучување на тој полицаец на царина е многу кревка и создава можности за волунтаризам. Што ни се случи во 2014 година? Ако го отворите извештајот на Народниот правобранител, има еден интересен на почеток случај во кој се кажува дека ромите и албанците беа дискриминирани од страна на МВР по етничка основа и точка. И тоа не може никој да го побие. Денеска во Република Македонија има 2 судски пресуди. Денес во Република Македонија има 15 констатации на омбудсман дека ромите и албанците се дискриминираат. Го враќам уште еднаш. Република Македонија има многу слаба, многу лоша законска регулатива по однос на преминот на границата. Луѓе, јавно ќе го кажам, што и се случи на Васка Бајрамовска, заменичка на омбудсманот во Република Македонија. Затоа што законот тоа го дозволува. Ќе дозволите затоа што е многу битно. Затоа што реагиравте тогаш и во јавноста е познато дека нели побаравте одговор од МВР и не добивте. Јас мислам дека со гледачот сакав му должев да му одговарам. Не, секако, меѓутоа дискусијата мора да се одвива подеднакво со одредено време. Термини ние, апсолутно, значи за емоции да внесеме можеме да се многу, ама не е начинот. Значи дека постоеше релативизација во вашето објаснување за тоа како се случува ограничуваме јас зборувам. Не, јас морам да ви реплицирам на вас. Бидејќи вие сте председател на Комисијата за заштита од дискриминација, не смеете да си дозволите да релативизирате кога станува збор за едно такво масовно прекршување на правата на една заедница во Република Македонија која што патеме најранлива. Втора работа, Хелсиншкиот комитет спроведуваше тестирање на ситуации. Значи, ние бевме на лице место и гледавме што се случува. Значи, немате тука само дискриминација, имате расно профилирање. Да, влегуваат во автобус и велат ти надвор. И ги понижуваат, и ги распрашуваат. Јас бев сведок и ќе бидам сведок во судската постапка. За тоа што го видов. Така, оттаму и потекнува овој интерес и имаме уште едно прашање добиено преку Facebook кое доаѓа од Будимпешта од Тефик Махмут од Европскиот центар за правата на ромите, кој што го поставува истото прашање со тоа што потенцира. Зарем не треба Народниот правобранител да биде поактивен во однос на некои несомнени очигледни прекршувања на правата на граѓаните и зошто Комисијата за заштита од дискриминација не преземе нешто за да се најде излез од оваа ситуација, бидејќи ние можеме да констатираме дека тоа е така. Оттаму потекнува интересот, меѓутоа што можеме да направиме за да се надмине оваа ситуација? Најмалце мислам да ја водиме емисијата во смисла да се реплицираме и на други така натаму и така урание продолжи вака ќе испаде дека јас треба постојано да се бранаме. Значи не сека да се стекне печаток дека како Комисија за заштита од дискриминација тама работа штитиме нешто и така. Ние говориме само дека не можете приватни ставови да кажеме дека генерално веројатно се случува и сега значи рече Народниот правобранител, мора да имате докази и факти.
Значи ние евидентно имаме проблем со тоа. Кај вас дали неколку... има некоја представка во врска со овој проблем? Само една единствена. За жал. Дали мислите дека тоа е затоа што е редок проблемот или затоа што можеби луѓето не се доволно информирани како или можеби не виделе ефект? И не се доволно информирани дефинитивно, меѓутоа мислам дека може постои одредена бојазност, стравување како сето тоа ќе има и пелок или ќе нема. Меѓутоа мене ме радува што има граѓански организации, ромски организации што исклучително добро си ја вршат работата и ние во тој дел ги храбриме нив затоа што на овие граѓани им е неопходна таков тип на помош. Луѓе што си ја знаат работата, представници од таа етничка заедница, нема врска, може и било која друга организација, меѓутоа ги храбри да поднесуваат. И ако дојдеме до факти и докази, еве, и без оглед на тоа што имаме само 2 пресуди, сепак е за поздравување, за почитување. Значи, дискриминацијата, условно кажано, до пред некоја година беше непознат феномен во Република Македонија. Се случува нешто и ден денеска говориме дека тоа е специфична повреда на човеково право. Не е секоја неправда дискриминација. Меѓутоа, затоа мора да објасним, затоа има други тела. Значи имаме народен парламент, јавен сектор, имаме... Може Пировска порада. Бидејќи кажавте за факти и докази, јас ова што го кажував, значи е факт и доказ. Бидејќи јас бев на лице место, јас ќе бидам сведок во таа судска постапка, господине Миновски. Значи, таму имаше посебна постапка која што се водеше за да докажеме тоа што во други услови не можете да го докажете. Затоа што секогаш е вашиот збор против зборот на некој си полициски службеник кој што ќе се земе предвид повеќе отколку лицето кое што се пожалило на таков вид на дискриминација. Има ли простор да се има повеќе разбирање за овој проблем на ромите бидејќи се работи за дискриминација? Мислам дека институциите за заштита кои одлучуваат мериторно, а тоа е Уставниот суд и редовното судство, треба повеќе похрабро да ги водат постапките. Инаку мислам дека овој проблем или ова масовно дискриминација на ромите и албанците по однос на слобода на движење доста е алармирано во јавноста, останува институциите како што е редовното судство и за жал Уставниот суд кој нема никаква одлука досега. Александар, Вчера е донесено да, велите дека Инаку по однос на емоциите, човекови права не се бранат без емоции. така. И крај. Ако Во ладно однос се... на враќањето на границите на ромите, јас би го нарекол како нов геноцид врз ромите, бидејќи на нивните патни исправи се стават цртички во кои што комуницираат граничарите и не смеат да излезат. Тоа е едно. Меѓутоа не добив одговор на првото прашање, кој што кажа во однос на актуелната политичка криза, пак е нарушен дигнитетот на ромите и пак се жртви ромите. Не добив никаков одговор во однос на тоа што е вашето мислење, кои се вашите ставови. Може ли по-конкретно да го поставите прашањето, значи дигнитетот на ромите? Во однос на бомбите кои што се кажуваат и кои што се ставаат жртвите, да. По однос на ова ваше прашање, за да брзо завршиме, по однос на ова ваше прашање, мислам дека само институција, и само јас лично сум имал едно јавно изјава, да кажеме. Не е точно јасен. По однос на содржината, дека во содржината на разговорите има многу што. Од клевета, омаловажување и така натаму, кој е за осуда. Затоа што не видов дека некој издегол и рекол не сум го рекол јас тоа. Туку само се чути. И факт е тоа дека никој не го негира дека не се случило, а внатре ги има овие работи. Еден куп дела, еден куп закани за прекршување на права, еден куп прекршување на права кои морат институциите со поголема помош и од надвор да ги решат, затоа што јас мислам дека толку се слаби се капацитети, толку сме подвоени и во институциите што не гледам некоја надеж дека многу квалитетно и ефикасно и професионално би се завршило. Вие се оградивте од оваа ситуација бидејќи до вас лично беше побарана реакција бидејќи се работи нели за комисија за заштита од дискриминација. Значи, кога пред малце напоменав, воопшто немам тенденција да бранам нешто и тама работа во делот кај што треба да реагираме како тело. Заштитен механизам сме, нели? Меѓутоа, станува збор че мора многу да се внимава. Тенка или не е така да кажете некој ова е виновен, ова не е виновен, ова е убица или ова не е убица или ова е дискриминатор и така натаму. Значи, никулецот на дискриминацијата дефинитивно е во стереотипите предасудите. Фала Богу, Република Македонија не е имуна како и останатите држави, ми тоа е веќе нас. Од самото наше воспитување, кој ќе се вратиме на нас, тоа е сериозен проблем на државата, што треба да му се обрати сериозно и да наистина сериозно фактички да се аспектира сериозно сето тоа. И од таму да ги учиме да не ги правиме разликите. Ние, фала Богу, возрастите стално се му кажа тоа ќе си ги
навлечеме своите маски кога ќе искочиме надвор. Мито дома пред нашите деца знаеме да коментираме. Јас се извинувам многу. Добро, сега И така натаму. Мито не конкурс за можеме ова станува да- збор, значи не е јавно обраќање. Го сам кај Приморски викаат седам у кафејана и замисли некој да ме рече циган. Тоа е веќе јавно. Мито вие во приватен разговор меѓу два, без оглед на тоа што станува збор, не се обраќа Во нигде семеен јавно. приватен разговор, Значи приватен мислите? разговор е. Во семеен приватен. Судот во Страсбург односно ова дали е приватно или јавно. Односно немам информација. прислушкувањето, ја ќе ви кажам дека праксата е дека тоа не е важно, дали е јавно или е пријатно. Значи прислушкувано е и излезено е тоа веќе надвор. Се што е надвор е веќе тоа. Меѓутоа, Ова релевантен сустав се извинувам, не може да ни каже како ние гледаме како комесари. Значи Не, тоа е наше ја право. друго сакам Ја да со кажам. градува, Да, Значи, и оттаму произлегува и во перцепцијата кон дадената вашата ситуација. Ето, да. законските Ваша врска е да ги акти следите имаат пресудите на судот. председател на комисија, значи Затоа вие не може велам, како оттаму обичен човек произлегува да се перцепцијата. произнесувате. Не како Вие обичен, сте како- председател на комисија. Значи државата треба да дава пример на граѓаните. Ние тоа што го слушнавме од разговорите дека нашите функционери имаат најниска свест по однос на тоа што значи ранлива група. Значи, вие кој ќе слушнете од министри дека викаат цигани, џупци, шиптари и така натаму да не ги редам, немојте да ми кажувате приватен разговор. Тоа се владени функционери. Значи, од тука ја гледате нивната свест за тоа, Тоа е друга работа. каков е нивниот однос кон ранливите групи. Значи, бидејќи тие се немокни, не може да се спротистават, затоа ќе ги подкупуваме, ќе ги уценуваме и на секаков може начин ќе ги злоупотребуваме, бидејќи се дел од ранлива група. Не може да ми кажете јас имам ваков став, така сум воспитуван. Вие сте председател на комисија за дискриминација. Има И една не сте поставен таму да кажувате ваши лични ставови. Вие ме карате мене. Па не, јас ви кажувам само да знаете која ви е функцијата. Вие не знаете очигледно. Па не знаете знаете. своето место. Вие си го знаете. Александар мислите. Милошевиќ од Белес би сакала да го реплика повелете, меѓутоа да се обидеме да поставиме барем уште едно прашање ако може кус. Господине Миновски, велите дека разговорот во кој ромите ќе се влечат за очи и ќе се носат на гласање е приватен разговор. Значи, таа снимка веројатно потврдувате несвесно ти автентична, низината автентичност не ве чув да ја негирате. Не сум ја вештак. Очигледно не се разбираме. Ишите ме страни. Значи станува збор, ви реков, констатацијата на комисијата е дефинитивно дека станува збор за приватен разговор, не е кажан нити во канцеларија пред значи министер со граѓани, нити на јавно место. или не? Не сум ја вештак, од кај да знам дали е вештак. Кој ќе го извештача, тогаш ќе кажат, може би не е, а може би е да. Без оглед на се, тоа е приватен разговор. Имаме уште еден Кажува коментар. на степен на Само воспитување да вака начин на повторувате тоа решување. истото, да. Моето прашање е следно, значи постои веројатност тој разговор да е кажан при користење на службени телефони. Значи секој функционер има службен телефон кој што ние граѓаните го плаќаме од буџетот на Република Македонија. Значи приватни телефони сите имаме, но функционерите имаат и службени телефони. Значи такви разговори може да се водат на Сакам се приватни да телефони, објасни, а никој не го да. негира тоа сега. Исто така би сакал и за комисијата да поставам прашање, значи таа комисија се финансира со буџетски средства. Значи ние, јас лично како студент по право, се обидуваме на предавањата на факултет да ја обсервираме нејзината работа и се не сме сведоци дека таа вистински си ја врши својата функција заради која ние ја плаќаме. Ако е бесцелна, тогаш едноставно да ја укинеме. Дали е потреба да само да постои формално правно, а во реалноста да немаме никаков ефект од нејзе. Тоа е моето прашање. Благодарам. Значи, по однос на прашањето приватно и јавно, јас само можам да ви кажам, токму заради тоа што не може да се одвои приватното од јавното, токму заради тоа што, како што вие рековте, јавни телефони, ние ги плаќаме телефоните, од каде е тој разговор произлезен, дали од дома или од канцеларија, многу често домот и канцеларијата се едно исто, заради тоа Европскиот суд за човекови права вели дека во прислушкувањето не е важно дали е тоа приватен разговор или е тоа службен разговор. Битно е прислушкувањето како такво, затоа и преска реков, две категории се самото прислушкување, кое што представува атак на кореспонденцијата, меѓутоа содржината на прислушкуваните разговори е нешто кое што го додира ова прашање јавно,
приватно и заради тоа содржината е таја која што е предмет на вакви, да кажам, дискусии, кои што се апсолутно легитимни. Меѓутоа, јас само би поставила едно прашање на кое што одмак ќе одговорам. Колку е моќна комисијата, визави сите овие работи, вие што ги кажавте, печатите, белешките на самите пасоши и така натаму. Кога комисијата, ако ја започне постапката, и во колку се иницира судска постапка, незината работа веќе се анулира. Значи, државата е таја која што направила таков систем да е прашање колку работата на комисијата може да биде ефикасна и ефективна, колку тој правен лек е ефикасен и ефективен, зашто граѓаните, еве рековме, само еден предмет. Зошто е тој само еден предмет? Довербата, можноста да се реагира, за јавната критика, за јавното мислење, апсолутно овие две институции се многу важни. Меѓутоа, за ефектот, поднос на ставање на печат и поднос на ставање на точка на пасошите. Имаат одредени полицајци одговарано. Меѓутоа, очигледно дека тоа не е доволно. Очигледно дека јавната власт со овие разговори за кои што зборуваше Уранија, укажува на тоа колку ова прашање она го маргинализира. И колку за неа прашањето е битно. Дај, ќе створиме закони кои што прашање е колку ќе бидат ефикасни и ефективни и на тој начин ќе го замолчиме граѓанството. Не. Со овие разговори токму до тоа доаѓаме, дека ова граѓанско општество веќе не може да молчи, не смее да молчи на ваквите ситуации. Значи, охрабрувањето е сепак да не останат граѓаните без надеж дека имаат каде да се обратат и да го кажат својот глас. Впрочем, тоа е и поентата на оваа платформа на дебата, значи да ги дебатираме проблемите и да ги кажеме нашите ставови. Јас би сакала да го слушам прашањето на Александар Милошевиќ од Велес, бидејќи се работи за повеле. Добро вечер. Моето прашање беше дали може да се појаснат поимите, односно да се најде разликата помеѓу говор на омраза и пропаганда, како и да се најде разликата помеѓу говор на омраза и јавна критика кон некого. Александар, вие можеби сте биле во ситуација се чувствувате како криза на некои од тие, популарно да ги наречеме етикетирања? Не, само би сакал да се пообјасни за пошироката маса. Океј. Говорот на омраза. Значи, говорот на кратко. Во голема врска е со воопшто правото, да речеме, на протестирање, на изразување на своето сопствено мислење, на она што е битно за... Значи, правото на изразување не е апсолутно право. Тоа има одредени, да кажам, рестрикции. Точно се наведени кога и што, меѓутоа она што е важно во дадената ситуација дека говорот на омраза не треба да се врзува со слободата на изразување во смисла дека може се кој што сака да каже. Говорот на омраза е дефиниран во многу, да кажам, меѓународни документи, кои што некои пошироко даваат можност да се елаборира ова прашање, некои по, да речам, стеснето, меѓутоа од случај до случај многу е препознатлив говорот на омраза. Не можете вие да кажете дека не е говор на омраза некој кој што вели бетонска плоча да стави некаде. Не можете да кажете дека не е говор на омраза оној кој што има некои фашистоидни идеи или говор на омраза да биде исто што и слобода на изразување ако оправдува нешто што е дигнитет, нешто што е во крајна линија основно човеково право. Право на живот, забрана на тортура, право на слобода на изразување, право на протест, право на вера, право на совест. Значи, дебатата не може сите овие работи да ги покрие, меѓутоа за одговор на вашето прашање се прави разлика, можно е да се направи разлика и она што е важно, и македонското национално право го има санкционирано говорот на омраза. Каде е тука обвинителот да работи, каде се тука судовите да работат е друго прашање и мислам дека за да има повеќе дискусија, тука би застанала мислам дека е на истата тема, дали е на истата тема?
Дали е заговорот на омраза? Значи, само да ја збогатиме, бидејќи имаме уште многу малку време, а би сакал сите да ве слушнем на ова прашање. Само нека го постави граѓанинот прашање. Здраво, јас сум Љубомир. ЛГБТ и Центарот за поддршка доживеа 6 напади. Во ниеден од овие напади не беше санкциониран. Во два од случаеве, пред и по нападите, имаше говор на омраза на одредени медиуми и на интернет профили, на Facebook профили на одредени јавни личности. Поради тоа што сексуални ориентации и родов идентитет не се наведени као посебни основи ниту во Законот за спречување од дискриминација, ниту во... Мора да го слушаме веќе прашањето. Прашањето, молам. Прашање да поставете. Добра, дали мислите дека е потребна реформа во законските механизми за спречување и превенција од дискриминација, говор на омраза кон заедницата ЛГБТ и дела до омраза насочени кон ЛГБТ и луѓето, и дали институциите што ги представувате имаат направено до сега нешто во однос на тоа прашање? Да, накратко. Значи, дефинитивно актуелно прашање и буди разни да дилеми и така натаму. Дали вашата институција има нешто направено, дали... Во ред, морам да кажам во контекст што господин Цаца го објасни, говор на омраза и така натаму, патува на вознемирување, повторно ќе кажам, што е во облик на дискриминација во Закон за заштита и спречување. Значи, ако се ствара непријателска атмосфера, ако едноставно ви прави лични непријателски чувства и така натаму, во тој дел, значи, веќе може да се говори за говор на омраза и така натаму. Иначе слободата на говор исто така и објасни господин Цаца, ние да, и покрај тоа што не е експлицитно наведена, бидејќи листата кај нас во Закон за заштита и спречување дискриминација основите се 19, не е затворена листата, ние по други останати маргинализирани заедници третираме преставки, имаме најголем број од сите други основи, најголем решени каде што има дискриминација констатирано. И сметаме дека треба да биде во законот доколку дојде до измена. За жал, сите 6 напади кои што се случија на ЛГБТ Центарот за поддршка и на подружница на Хелсиншкиот комитет за човекови права, за ниту еден од нападите ниту институцијата Народен правобранител, ниту Комисијата за заштита од дискриминација не излегоа со осуда на овој напад. За случаите на говор на омраза ние поднесовме веќе кривични пријави против Миленко и Јанко. Кривичната пријава ни беше, отфрлена. Се обративме до вишето јавно обвинителство и сега на крајот нели ќе ни остане да се обратиме до до јавниот обвинител на Република Македонија, господинот Зврлевски. Јас не очекувам да има исход од овие кривични пријави, од проста причина што јавниот обвинител не знаеше дека во Република Македонија ЛГБТ и Центарот за поддршка бил 6 пати нападнат, а инаку можеше екс официо да покрене постапка. Од која што се уште не е правосилна, нели, меѓутоа се пресуди 7 месеци затвор за напаѓачот на представник на ЛГБТ заедницата од маршот на толеранција 2012 година. Може ли тоа да отвори во овие? Така, да, меѓутоа велам дека е сепак напад на представникот оваа заедница и дека можеби можеме да видиме некакво отворање на... Не е така, заради тоа што не ни беше прифатено барањето да се третира како дело повреда на равноправноста на граѓаните. Се третираше само како насилство. Човекот доби 7 месеци, сега се уште е по жалба предметот. Значи, ние овие предмети, претходно што ги спомнав, за говорот на омраза, ќе ги тераме до крај. Не верувам, ви велам дека ќе добиеме нешто од обвинителство, меѓутоа ќе стигнат до Европскиот суд за човекови права во Страсбург. Кратко само за говорот на омраза, судиката супер тоа го објасни, уште има еден елемент кој што многу се цени во праксата на Европскиот суд за човекови права е која личност и кој медиум го шири говорот на омраза, односно неговото влијание и колкаво е кон одредени групи. Во случајот на Јанко и на Миленко и обајцата имаат над 40.000 следбеници. Нашиот обвинител сметаше дека тоа не е опасно и покрај фактот дека говорот на омраза на крај продуцира дела сторени од омраза, зашто имаме исто така регистрирани случаи. Ќе се обидам во дел на прашањето, затоа што беше на крај поставено прашање дали нашиот правен систем овозможува добра заштита. Видете, ние имаме општ проблем по однос на правната регулатива во Република Македонија. Често излегувам и го кажувам тоа, дека носиме нетранспарентно закони. Но мислиме дека законите технички само ќе ги напишеме, тоа е најлесна работа.
воопшто не оборнуваме внимание за состојбите, за нивото на развитокот на општеството, за менталитетот, дали може да се спроведат и така натаму. Ние сметаме дека тие се технички работи, ќе ги донесеме и мислам дека општеството гори помеѓу желбата за да има добра правна регулатива во мислите, која не им вреди за ништо на граѓаните. Поднос на вашето прашање. Дали имаме Добро, господине Мемети, како правобранител, можете ли нешто да преземете за оваа ситуација, бидејќи делува на вистина обесхрабрувачки? Еве, можете да направите, например, еден список на институции да се стават, не знам да речам, на столбот на срамот, да се повторува постојано. Па само ако го отворите извештајот, па ќе видите што има таму. Но извештајот еднаш годишно го еве, кој го прочитал извештајот цело? Значи, ние цела година работиме по да конкретни, многу активни сме. Дали го осудивте нападот на ЛГБТ и центарот за поддршка? Не сме го осудиле. Затоа што сметавме дека не треба да се осуди. Значи насилството не сме не насилството, дека факт е дека тоа е дело. Немавме ни едно барање до нашата институција по однос на ова. Само завршам по однос на правната регулатива за заштита која е проблематична. Има привид дека во Република Македонија имаме добра кривично правна заштита за маргинализираните групи. Праксата покажува дека немаш ништо. Имаш некој случај процесуиран. Во земја која сакаш институција, земја институцијата Народен правобранител, дали некој се обратил и Народниот правобранител успеал да спроведе, никој досега не се обратил, за да тој спроведе постапка. И не гајам илузии дека ако се обраќате да водам постапка, ќе ја завршам и органот ќе го убедам дека имал говор на омраза или дека имало насилство. За насилство треба судството да одлучува, односно органот на прогонот треба да ја тера. Вие не препознавате ЛГБТ и заедницата како присутна во Република Македонија. Ако за вас се сите граѓани еднакви, без оглед, значи да не ги редам сите и сексуалната ориентација. Зошто не излеговте да го прашате Зврлевски, зошто не покренува постапка? Зошто не ги пронаоѓа? Да го прашам дали тој не сум јас невладина организација. Видете, има една разлика што јас се согласувам. Меѓутоа јас се согласувам со вас дека институцијата Народен правобранител може многу што. Зашто не ги осудивте, ве прашам? Чекајте само малку, не сум невладин сектор јас. А зашто само малку. Какво е ова подценување на невладиниот сектор? Не, чекај. Какво е ова подценување на невладиниот сектор? Не го подценувам за... Вие имате закон со кој што можете да се гордеете. Да се гордеам. Ама не превземате се што ви стои на располагање. Па не можам јас да преземам тоа што ти сакаш. Ќе преземам тоа што законот бара. Ама не ни ти ни јас. Може да завршам. Вие сте народен правобранител. Добро, дали може да завршам? Мислам дека за емисијата ќе мора да ја завршиме затоа. Сега ќе ја завршиме. Една работа ќе ви кажам. Која е разликата помеѓу тоа што значи да излезе јавно и да каже нешто, да каже став, да осуди и така натаму на институција омбудсман, Народен правобранител и невладин сектор? Ама ве молам, мислам, прашањето беше конкретно како ќе се заштитат, значи, оваа категорија на луѓе, ЛГБТ заедницата. Јас дадов одговор, ако дозволите реплика да дадем на ова. А репликата е во следното. Дека на Пировска. На Уранија. Пировска. Да. Репликата е во следното, дека се согласувам дека институцијата од време на време, кога ја гледа девијантни појави во општеството, треба да излезе и да го изнесе својот став. Но не секогаш институцијата треба да цени. Зошто ова? За разлика, и вие сите знаете, има разлика Уранија помеѓу невладин сектор и омбудсман. Која е таа разлика? И едните и другите се обидуваат да штитат, додека невладината организација, омбудсманот е врзан за да штити индивидуално право. Не сте врзан за да осудите. И сте излегували и сте осудували. Ние тоа го знаеме. 6 напади, во кои последните 2 напади луѓе беа повредени. Повредени беа. Не сте излегли. Само една работа да ви кажам. Не сте излегли. Јас мора да почитувам одредена процедура значи, во закон. има поеднакви од еднаквите. Ако не спроведем процедура, што од тоа? Ќе излезе само ова што го реков за судството, нашиот правосуден систем не чини. Значи, човековите права е една огромна област, интересот е голем. Јас навистина се надевам дека во некоја од следните емисии ќе имаме уште повеќе луѓе во публиката. Ни останаа многу прашања неотворени, меѓутоа толку е терминот. Сепак мене ме радува што успеавме да направиме една ваква дискусија што ги слушнавме граѓаните и на крајот на краиштата што сите вие кои што представувате институција, невладина организација, заложба за борба за човековите права, ја видовте и перцепцијата на дел од граѓаните кон вашите институции, за која што во голема мерка сте одговорни вие самите. Многу ви благодарам за
од важноста што се појавивте во првата емисија Отворено, во која што и понатаму ќе отвараме теми од интерес за граѓаните и во која што граѓаните ќе прашуваат. Ви благодарам на вниманието. Пријатно.